Добро утро и од мене во Слободен печат. Од денес во утринската програма почнуваме со еден мини серијал на успешни македонци кои што се на раководна функција по светски компании. Малкумина од нас знаат дека на раководни функции во светски фирми од типот на Procter & Gamble и Amazon во менаџерскиот тим има млади македонци кои што веќе подолго време менаџираат со компанијата. Еден од нив е и Александар Мацков, кој веќе 17 години успешно работи во светскиве фирми. Господин Мацков, добро утро. Добро утро и на вас. Дадов еден мини вовед, имате една успешна приказна позади вас, повеќе од 17 години сте во светски компании. Ако не се лажам, првото вработување ви беше во Procter & Gamble и тоа како единствен менаџер македонец во тој период кога стартувавте на ова работно место. Може ли да се вратиме 17 години назад и да ни кажете од каде идејата, како дојде до ова вработување, зошто среќата ја побаравте надвор од македонските граници? Да, точно така беше. 2006 година почнав во Чешка и во тоа време барем бев прв што се однесува во производството. Значи имаше многу успешни македонци кои што работеа во делот на продажбата, на маркетингот, а јас бев прв во производството кој што потекнуваше, да кажем, од овие наши македонски простори. А идејата за Проктер се роди од познанство со еден мој многу драг пријател, другар, кој што во тоа време работеше во маркетинг и во продажба на Procter & Gamble успешно во Македонија, потоа замина во Србија, потоа беше и Англија, значи на повеќе места, и јас преку него така повеќе се приближив до што целокупното производство, односно што све Procter & Gamble има и значи, и бидејќи имам инженерско образование, кој имав повеќе афинитети, значи кон оној дел од производство во производните процеси да бидам инволвиран, па користејќи го од тоа време и интернетот и Да, вие аплициравте во период кога никој не знаеше дека интервју се прави и на Skype, така да Тоа беше интересно, значи тоа се враќам назад, сега беше 2003 година, бидејќи моето прво аплицирање во Проктер тогаш беше во Романија. И по тоа интервју, за жал тогаш не успеав во Романија, романската филијала, потоа во 2005 година, односно фабрика во Темишвар испрати препорака кога фабриката во Раковник во Чешка ги отвори позициите и бараше менаџери. Значи во тој сплет на околности ја го запознав, значи Проктер, да кажам, преку тие неколку интервјуа кои што ги имавме. Локалниот тим ми текна тогаш на Проктер од маркетингот и продажба беше фантастичен и ми помогна многу во тој процес, затоа што ја помогна и фабриката, бидејќи иако се работи за Проктер или за било која од овие големи фирми, секој од нив има одредена организацијска структура и соработката посебно помеѓу производните фабриките, да кажеме, производните единици, оние продажни единици не е толку едноставна од поглед на процеси, да. И со нивна помош, да кажам, и со помош на препораката од Романија, успеав да дојдам до интервју, до контакт до Чешка и така. Почнавте една успешна приказна која што се уште трае. Се надевам дека и ќе продолжи уште многу години да трае. Со тоа што во Проктер дојдов 2006 година во едно мало градче во Чешка кој се вика Раковник, да.
Во Проктер, во Чешка работевте еден извесен период во производниот процес. Напредувавте, колку што знам, од година во година. Еден период работевте и во Велика Британија за истата фирма. Како дојде до промената на местото на живење и што се случуваше во тој период? Значи, Проктер има една интересна филозофија, која што е секогаш во Проктер промовирањето на талентите е внатрешно, значи дури и оној CEO кој што е на Проктер или CEO секогаш помина низ целата таа пирамида. На Проктер имаше интересна анегдота дека само 3 организации на светот постојат каде што се промовира од внатре. Сите се промовирани од внатре, тоа е црквата, војската и Проктер и Гембл. Значи, во првенствено кога дојдов во Чешка, првиот мој предизвик беше да се навикнем на таа нова околина и да го научам јазикот, затоа што луѓето со кои што соработував, тимот кој што го поддржував, да кажеме, беа локални, не го познава англискиот јазик и бев во тоа време, значи во фабриката бев прв менаџер кој што влегува на таа влезна менаџерска позиција, кој што не го зборува локалниот јазик, така да тоа беше мојата прва бариера преку која што морав да поминам и да го научам јазикот, иако се работи за јазик кој што е можеби сличен со словенската група на јазици, сепак има своји специфики и пробав што побрзо да го совладам јазикот, што побрзо да можам да комуницирам со мојот тим, бидејќи англискиот не беше, да кажам, јазик со кој што можев ефективно да соработувам со мојот тим, за разлика од моите колеги, нели, или од моите лидери, со нив можев да комуницирам англиски, бидејќи тој беше официјален јазик за комуникација. Така да првиот дел, првото на што се сеќавам се тие први неколку месеци, да кажам, во Чешка, кога купував разноразни книги, затоа што сепак, иако се работи за 2006 година, значи интернетот и она пенетрација на интернетот, достапност на интернетот, не беше толку како што е денеска, значи користење на Google, на разноразни Audibles или било кој Udemy апликации, значи не беше толку едноставно. Отидов, да кажеме, на еден старовремски old school начин каде што купив разноразни филмови чешки кои што ги прегледав некои. Колку време ви требаше да го совладате јазикот? Па да почнам, да кажеме, да комуницирам со мојот тим, успеав во првите 3 месеци да почнам некоја комуникација, значи со тимот. Од стапување на менаџерската функција до трансферот во Велика Британија, колку време помина? Од тоа беше, значи, 2012, тоа беа 6 години додека да стигнам до Велика Британија, и јас во тој период, нели, бев на различни позиции интерно, почнав во таа позиција на процесен инженер, па после тоа водев пакувањето на јар на фери, односно за мијење садови, што се детергентите, и преку тие, потоа го водев целосното производство и на ленорите и на фери, и преку тие разноразни контакти внатрешни и така натаму успеав да стапам во контакт, нели, односно стапивме во контакт со едниот од да кажеме лидерите кои што во тоа време го водеше тој бизнис во Британија, во фабриката на Проктер во Британија. И бидејќи решававме заеднички проблем, со тоа што во Британија тој проблем беше малце поголем отколку што беше во Чешка република ради големината на операцијата, веројатно бев занимлив за фирмата во тоа време и ми понудија тогаш да се префрлам во Велика Британија на неколку години, тоа се обично
за да кажеме Колку задачи години кои што се останавте таму? Таму бевме од 2012 до 2013 дојде мојата фамилија, јас почнав да патувам во втората половина на 2012, значи 2013 до средината на 2015, така да некои да кажеме 2,5 до 3 години бевме со фамилијата во Британија. После Велика Британија следуваше нова приказна, ново поглавје. Сега сте сениор менаџер во една од најголемите компании во светот, тоа е Амазон. Како дојде сега до овој трансфер и на почеток работевте во логистика, сега сте на друга раководна функција. Објаснете им на македонциве како од Procter & Gamble завршивте во Амазон и направете ни една споредба каде е подобро. Се надевам и поплатено. Да, значи, точно 2015, средината на 2015 се вратив назад во Чешка, значи заврши таа приказна во Англија. Интересно беше што во тоа време, барем во Велика Британија во тоа време, многу повеќе беше застапено на онлайн продажба, деливери до дома, значи тој беше бизнис кој што во Британија беше многу понапред, да кажеме, отколку во Чешка или во било која друга европска земја. И кога се вратив назад, повторно, да кажем, и на некој начин игра на среќа или судбина или она знаење, значи што е битно? Битно е да се направи мрежа. И сега јас како стигнав во Амазон така што дел од моите колеги со кои што работев и соработував во Чешка, кои што беа пољаци, руси, значи специфично се работи за еден пољак и русин. Во меѓувреме, додека јас бев во Англија, се префрлаат во нова фирма, односно се гради нов во тоа време склад, односно како што викаме fulfillment center во Чешка република, они се префрлуваат во Амазон. И сосема случајно додека патував од дома, значи на работа, на автопат, сосема случајно ја приметив колата на мојот колега претходен, ја познав по полските таблици, застанавме, поразговаравме и он тогаш ми кажа дека се отвара нов fulfillment центар на Амазон во Чешка, дека он тука почна да работи и на тој начин всушност да кажам, почнав да се интересирам поеќе и да го спремам моето CV, да спремам мојата апликација за Амазон. Значи, тоа што е, да кажам, битно, она што, например, ме прашавте на почетокот зошто одлучив да излезам од Македонија или што беше тоа кој што ме натере, баш таа, да кажам, леснота или ширина на контакти, на воспоставување на контакти, на воспоставување на мрежа со која што можете, професионална мрежа со која што може да комуницирате, да менувате идеи, да едноставно да работите на себе, на својата кариера, на својот успех. Веќе практично цела кариера ваша работна ја поминавте во странски фирми. Следна дестинација се размислували, пошто ова е веќе врвот, да кажам. Веројатно е врвот во однос на големина на компанија во која што сте во моментов. Имате ли желби за понатаму или останувате сега во Амазон? Па, јас во моментов, значи, сум во Амазон, тука исто така поминав различни позиции, значи, од тие позиции кои што беа во fulfillment центарот, значи, во оној дел кој што работи за складнување на тие производи кои што се продаваат преку платформата на Амазон, до приправа за транспорт, значи, тој беше мојот прв дел и во Чешка и во Словачка, каде што се отвараше новиот склад
2017 година, кој што бев дел од тимот кој што го отвараше тој нов склад. Потоа се префрли во логистика, значи поминав извесен период во логистиката на Амазон, значи таа флота на некои 2-13, 15 или повеќе илјади возила кои што, односно приколки кои што ги има Амазон за таа средна милја, middle mile, значи комуникација помеѓу складовите и оние станици кои што вршат финалната last mile додавање до конзументот. Значи, поминувајќи преку таа логистика и во моментов во дел кој што за мене е доста нов, и тоа се тие шанси на тие големи фирми каде што може да напредувате во склоп на фирмата. Да, и напредок не само вертикален, туку и хоризонтален. Значи сега во финансии, јас немам електроинженер сте по професија, така да? Да, и сега во овој момент се работам на делот од финанси, односно операциите кои се во финанси, или по-конкретно на онбординг на сите нови Амазон бизниси на нашите системи кои што се за издавање на фактури, колектирање на наплати, да кажеме, оној дел accounts receivable, значи тоа делот од наплатите, не делот од procurement, не делот од плаќањето. Така да шансите, значи ги има, дека Амазон е голема фирма, тоа е точно, дека е меѓу поголемите, нели, фирми во светот, тоа е исто така точно. Доколку секако има некоја интересна шанса или нешто интересно кое што би се појавило на пазарот, не би се, да кажеме, противел, али сепак битното во тоа е тоа е она што јас ново може да се научам, затоа што во моментов тоа што, да кажеме, се учам ново, бидејќи јас го имам тој дел низ целиот свет, значи имам и разговори во Кина рано наутро, и разговори во Америка или во Мексико доцна навечер, значи имам еден имам доста широка, да кажеме, одговорност и имам можност да научам одредени интересни, да кажеме, побарувања кои што различните земји во светот ги имаат во тие финансиски системи. Така да тоа е, например, нешто што е за мене. Доколку некоја фирма би ми понудила нешто што јас може да научам ново, да видам ново, како што Амазон, да кажеме, тој преот од Procter во Амазон ми понуди да влезам во еден сосема нов свет. Нов систем, да, нов свет, иако и двете се американски компании, двете имаат многу слично поставен менеджмент, сепак брзината со која што Амазон се движи, секогаш кога разговарам на интервјуа, кога разговарам со кандидати им, го споредувам Амазон со фирма, да кажеме, со величина на танкер, али агилност на глисер. Значи, многу брзо се донесуваат одлуки, многу брзо се прави експериментирање, односно тоа двосмерна врата се вика тоа, two-way door, двосмерна врата, секогаш се прави проба, ако не функционира, окей, идеме да смениме, да направиме нешто слично. Господине Мацков, во текот на овие години, колку македонци беа на интервју кај вас, колку вработивте од нив и колку македонци има на раководни функции во фирмите во кои што работевте? Во Procter успеав да направиме, тоа беше 2008, 2009, 2010, негде во тој период, да направиме, односно да бидеме присутни на job fair, на сајмот за вработување кој што беше во тоа време во склопот на електромашински факултет, и благодарение, да кажеме, на тој сајм, барем во тоа време, што јас знам, а се надевам дека и понатаму продолжиле, дојдоа во Амазон негде
меѓу 8 до 10, ако добро ми текнува, студенти кои што дел беа вработени, дел помал дел беа на интерншип. Така во овој момент знам за неколку кои што се уште се во Проктер, кои што значи имаат и директорски позиции, се многу успешни и супер им оди. Што се однесува до Амазон, во тој дел, да кажеме, Амазон нема, односно не е присутен на разни такви сајми за вработување надвор од земјите во кои што функционира, така да не успеав да го направам истото, односно да биде присутен Амазон на тие job ферови. Не можам да кажам дека директно, значи преку некоја активност сум донел некого во Амазон. Али за било каква помош на која се обратиле неколку од да кажеме сонародници, значи можам тоа да го понудам, да им помогнам во спремањето за интервјуата како што имам направено и така натаму. Така. Од она што го слушнавме, денот ви трае малтене работниот ден 24 часа. Има ли време за слободни активности? Кој е Александар Мацков приватно и се релаксирали на некаков начин? Размислува ли за враќање во Македонија? Нели она класичното прашање на сите оние македонци кои што останавме овде, дека сите што се надвор од државата на крај треба да се вратат во родната држава? Значи, денот, времето, да кажеме, тој е она што јас владеам со него, да кажам. Точно имам позиви и рано наутро и касно навечер или во некој од моите позиции, како што беше, например, логистиката, која што бев дел од неа во периодот на COVID од 2019, значи до 2022, кога се затвараа граници преку ноќ и така натаму, е напорно да се значи да бидете господар, да кажеме, на вашето време и буквално бара многу реактивност и можност за во случај да се случи нешто да се приклучите, да помогнете, додека тоа не значи да бидете 24/7, значи да работите. И што е битното е ми каде јас, да кажеме, го наоѓам тоа некое спокојство или некој ричардж, да знаете да се исклучите во одреден момент кога веќе работата за тој ден, да кажеме, при крај, бидејќи работата никогаш не застанува. Значи, ако работниот ден ви е 12 сата, вие секогаш ќе најдете работа за 13 сата. Ако ви е 24, ќе најдете за 25. Ако ви е 2, ќе најдете за 3. И работата, значи, со тие приоритети, со тоа што е ургентно, што треба да се направи, тоа е, да кажам, карактеристика, односно зналост некоја која што со текот на годините низ разните фирми, да кажеме, или мускул, да кажеме, го развив. И во тој момент кога завршувам, нели, со работниот ден, со работната недела, со работниот месец, независно, времето го поминувам со сопругата, со синчето, значи со фамилијата, со најблискиот тој круг и ние обожаваме да шетаме. Значи, таа, како што кажав на почеток, за успешна кариера, за создавање, почнување на успешна кариера е тој нетворкинг, таа мрежа на познанства, на размена на идеи, непречена размена на идеи, така однос на слободното време е тоа непречено движење низ Европа, затоа што обожаваме да патуваме со автомобил, да правиме долги патишта со автомобил насекаде низ Европа и обично со фамилијата, дали низ Чешка или низ Европа, со драги пријатели често се собираме и правиме такви подолги патувања на интересни локации. Тоа е она што ми помага, да кажеме, да ја вратам енергијата. Што однесува до враќањето во Македонија, како што го кажувате, тоа е
Значи, исто како што ете одреден период поминав во Чешка, потоа односно со фамилијата поминавме во Чешка, потоа бевме во Англија, потоа се вративме во Чешка, потоа поминавме во Словачка. Значи сега пак сме Чешка. Никогаш не можам да кажам дека нема да се случи некогаш повторно да не бидам во Македонија или да не бидам некаде во околината, во Србија, во Хрватска, во, не знам, Романија, Маđарска или било каде низ овие земји. Али конкретно она враќање во смисол на место на живење, на најдам престојување, работа, да го сменам местото, не го размислувам тоа затоа што јас веќе го имам со фамилијата, го имаме изградено нашиот живот во, да кажеме, на овие простори, значи тие нашиот интерес е на овие простори, повеќе се движиме, како што кажав, наоколу, али за враќање како такво за мене тоа би било исто како, например, да би одлучил да се одселам во Америка. Значи, поразлично е што го знам јазикот, али во Америка исто така го знам јазикот, или познавам некои луѓе, но таму сепак исто така, значи до таа граница би било екстремно, да кажеме, тоа преселување, барем за мене во овој момент. Господине Мацков, ви благодарам за гостувањето. Имајте пријатно попладне, продолжете со работните обврски. А вие, драги гледачи, останете со нашата програма и гледајте реклами.